Имаме регрес во многу сегменти, особено во дел на надворешната политика. Ние треба да бидеме дел што поскоро од Европската Унија. Не сакам Македонија да остане како држава, барем додека сме работеле ние или јас додека сум работел, дека ете не сме до тој степен способни да направиме нешто за 40-50 илјади луѓе. Дали Али Ахмети создава своја финансиска империја и верна олигархиска структура која? Се ќе одговарам на ова прашање. И се извинувам, ама на такво прашање не вреди да сум. Универзитетите кои што не ги исполнуваат критериумите апсолутно не треба да бидат универзитети. Околу 3-4 милиона долари чини концерт, како концертот на Ед Ширан во Београд. Како изгледа денес еколошката мапа? Па за шал верувам дека и оваа зима ќе биде иста као и претходните зими. Ние релативно споро ги менуваме навиките кои што не доведоа до овие екстремни нивоа на аерозагадување. Ново издание на Тренинг, добро вечер. Албанија доби пас од Брисел да започне преговори и да го отвори првото поглавје насловено како фундаменти. На патот кон Европската Унија, незиното одвојување од Македонија е последниот решавачки дебакал за македонската надворешна политика. Остануваме сами. Албанија се качи на европскиот воз. Македонија е на слеп колосек. Пред речиси 2 децении се формираше групата 3А – Албанија, Хрватска и Македонија. Први предадовме документи за пристапни разговори со Европската Унија. Бевме фаворити за членство во НАТО. Развивавме политика на добрососедство по Букурешт и самитот на НАТО. Живите македонски политичари, минати и тековни, ќе се соочат со историските крстопати и дилемата. Зошто државата не се одвојува од доминацијата на извршната политика од северот на земјата. Компромисите што се направени не знаевме да ги капитализираме. Пропаѓаат и обидите во Брисел да докажуваме дека во францускиот предлог не се бара промена на уставот. Ќе пребројуваме зошто 3000 бугари во Конституцијата не се опасност, наместо предност. И Албанија заминува, ние ќе се препелкаме. Со страсти и емоции не се креира иднината. За политичарите се важни знамињата. Албанското во Скопје, македонското во Софија. Ние веројатно и понатаму ќе се удираме во гради. И при тоа ќе ги обструираме и ќе се залажуваме дека сме направиме лоши компромисни решенија. Ќе го оспоруваме Преспанскиот договор. Ќе негодуваме на договорот за добрососедство со Бугарија. А во меѓувреме, нашите соседи ќе одат напред. А ние ќе бидеме во ваква статуско состојба. Следите Трилинг, а во вечерашното издание на емисијата Тројца соговорници. Еве што ќе гледате. Имаме регрес во многу сегменти, особено во дел на надворешната политика, имајќи предвид дека не се движат работиве напред. Сепак ние сме заинтересирани да бидеме дел од Европската Унија и треба да вложиме напор сите политички сили, сите институции во државата, бидејќи таму е единствената алтернатива, единствениот пат кај што нашата држава, нашите граѓани би имале и ќе имаат перспектива. Грција го отстрани ветото за Албанија. Албанија го призна бугарското малцинство во својата земја, а ние се уште се однесуваме помалку игнорантски на барањето на официјална Софија за внесување на бугарите во уставот. Што вие мислите? Нашите ставови, ние не само дека мислиме, дека имаме и ставови, нашите ставови се кога правите потек да имате внатрешни недоразбирања, како што е етничкиот легитимитет, интегративниот процес на земјата, не можеме да стигнеме да збориме за економски раст или за покачување на платите или за подобрување на животниот стандард на граѓаните, бидејќи очигледно е дека ваквите потези на владата, на мнозинството, без разлика од која институција, од кој ресор доаѓат, владата е една целина,
И не е случајно што и вие поставувате вакви дефанзивни прашања за нашата држава. Македонија и Албанија заедно го започна интеграцијскиот процес кон Европската Унија, но Брисел денуве донесе одлука за Албанија да го отвори првиот кластер од преговорите со Европската Унија. Дали ова одвојување на Албанија од Северна Македонија на патот кон Европската Унија помалку не звучи фрустрирачки за земјата која пред 15 години беше лидер во процесот на интеграција кон Европската Унија? Ја не сум експерт во ова поле, искрено не ги познам. Јас сум инженер и по вокација се трудам да бидам фокусиран или да коментирам тоа што на вистина како процес го разберам како граѓанин. Е непријатно, јас се надевам лично дека тој процес нема да предизвика некакво драстично загадување на нашата држава кон тој пат. Сигурен сум дека ние сме и треба да бидеме дел од Европската Унија, бидејќи и природно, географски, но и културолошки и од сите аспекти, па мислам и дека од законската регулатива, од аспект на законските регулативи и од аспект на начинот на кој што размислуваме, работиме, ние треба да бидеме дел што поскоро од Европската Унија. Концерти на светски естрадни звезди во Македонија и по правило како под мизостенот, главно Авалон продукција. Од почетните Faithless на Кале, по портфолиото на Авалон се неколку стотина концерти. Од Боб Дилан, Енрике Иглесиас, Стинг, Сантана, Лени Кравиц, Deep Purple, Брайан Фери, Тиесто, до волшебната Грейс Джонс. Добре ден за Бобан Милошовски. Здраво, Гораст, фала на поканата. Ретко е да го третираат ова што го работиме ние емисии тематски какви што правиш ти, кои што не се дел од овој бизнис. Во низата што ја набројав на оние кои имале можност да настапат во Македонија, што уште фали за тоа да личи европско, а да не се најде мана? Па уште фали голем стадионски концерт за 50.000 луѓе во Македонија, за кој што јас можам да кажам дека ми е се уште некоја неостварена желба и доколку решам да престанам да работам оваа работа, а тоа не се случи, ќе сметам дека останал тој мозаик не потполн, бидејќи ние во Македонија, да речеме, сме немале име кое, да речеме, би можело да наполни стадион од 25.000 луѓе нагоре, како што беше концертот на Еми Вајнхаус во Београд на Калемегдан, кога така некако пропорционално Еми Вајнхаус во светскиот музички бизнис представуваше тоа дел што представува сега. Може би во тој смисол комерцијално не, мада сега концертите и станаа многу по-комерцијални и по-посетени како бизнис него било кога до сега во Западна Европа. Мислам дека тоа е некој предизвик кој што јас си го имам поставено како самиот за себе, затоа што ќе не сакам да остане забележено дека не е Авалон на узречица што ја користат out of that league, бидејќи ние сме покажале дека сме правеле таков концерт во Београд. Не сакам Македонија да остане како држава, барем додека сме работеле ние или јас додека сум работел, дека не сме до тој степен способни да направиме нешто за 40-50.000 луѓе. Во овие 3 децении колку што функционира Авалон продукција, како најголем успех, што го чувствувате? Кој е најголемиот успех за вас? Па види, ја ќе бидам стварно најголемиот успех е да ја знаеш таа легендарна улица Керамидница во Скопје. И сега да седи автобусот со Боб Дилан и Боб Дилан да спие во населба Керамидница и да има концерт во тогашен Скопски сајам Метрополис Арена во онаа искривена улица Керамидница, која е многу фреквентна, ама е крш улицата.
куќите тамо делуваат, за жал, и самата улица делува како уште да нема канализација, што се вика, а Боб Дилан е на 50 метра од тука е човекот на кој му се плашеле сите американски преседатели во неговиот век на трајање. Лично мислам дека тоа што сме го донеле Боб Дилан во Скопје во населба Керамидница е наш најголем успех. Бидејќи според мене Боб Дилан е најголем човек на планетава Земја во време трајање додека јас сум тука од моите современици. За време на илинденските празници во Охрид Лени Кравиц, а во исто време Ацо Пејовиќ. Како ја доживуваш ова цивилизацијска изместеност на вредности? Многу е тешко. Многу е тешко и тоа е необјасниво тешко. Да речеме, ние сме го работеле Лени Кравиц во Охрид во 2008 година. И сега, ако реално се движи светот, ние сме го работеле Лени Кравиц 2008, ама тогаш како фирма ние ни приближно не сме биле на тоа ниво на кое сме сега или на кое што сме биле потоа. Ние после тоа сме ја правеле ние Еми Вајнхаус во Београд и да речеме некои такви други големи концерти. И сега ти размислуваш, ако 2008 си правел нешто, дека тоа 2023 треба да биде како притиснеш дугме и тоа се завршува само од себе. Ама за жал инфраструктурниот фактор, човечкиот фактор во Македонија оди на се пониско и пониско ниво и мислам дека ова ни беше најтешко лето во историјата, баш поради фактот што ние имавме еден фестивал кој е исто европски бренд е Охрид Колинг. Не постои особа во светот на електронскиот бизнис која не слушнала за Охрид Колинг. И нас не ни беше даден стадионот да го правиме Охрид Колинг на стадион и да продолжиме со Лени Кравиц, значи четврток, петок, сабота да бидеме со Охрид Колинг, а во недела да е Лени Кравиц. Ние моравме да работиме во касарната, а за тоа време на стадион се одвива Саша Матич и Желјко Самарџич, Александра Пријовиќ и Аца Пејовиќ. И ние имавме само 12 сати да го спремиме концертот на Лени Кравиц. Тоа е ко некој да ти дае 6 дена да направиш во Стајковци Формула 1. Стада за Формула 1. Тоа е језиво тешко и многу сум разочаран од нивото на спуштање на цивилизацијски вредности во Македонија и се тоа е некоја антипод на тоа што го реков на почеток на разговорот. Ради овие работи и можеби не би сакал више никогаш ништо светско да направиме овде, ама пак од друга страна ми е криво поради луѓето што ја и поради самата фирма. Иначе навистина е тоа, поготово што се случува во Охрид во тој период на годината, е кога е во прашање добриот вкус и цивилизацијските вредности. Каде го лоцираш на најниско можно ниво? Шок на изместени вредности? Абе, каде го лоцирам? Јас, кога сум се креирал како човек, музиката и уметноста ги креирале и државите и светот и државите во него. За жал, сега тоа што се случува е слика и прилика на самата држава, на самите држави овде во регионот. Сега, кај е проблемот? Проблемот е што, да речеме, истиве овие за кои разговараме и во Загреб настапуваат, ама во Загреб настапуваат уште други 30-40 светски артисти и има публика за тоа. А во Македонија, за жал, не е таква ситуацијата. Ние губиме 10:1 во однос на, да речеме, Лени Кравиц беше убедливо најпосетен концерт ова лето во Охрид, без разлика што некои си градеа имидж, објавувајќи лажни вести, емпатиски да ме гледале кај живееме ние, Аца Пејовиќ имал поише и така натаму и така натаму. Ама тоа гораз не е реално, затоа што статистиката си го кажува, своје добри 40% од публиката која беше на Лени Кравиц беа странци. Што од околниве држави, како Албанија, дури од Грција, пошто Солун им е многу поблиску него Атина, Бугарија, бидејќи Охрид сакаат да дојдат, а не да одат во Бургас.
И Лени Кравиц беше далеку најпосетен концерт ова лето, ама генерално гледано ние ја губиме војната со условно речено другиот тип на концерти во Македонија. Се повеќе наши македонски граѓани патуваат на големи концерти во соседството, па дури и подалеку. Скоро Ед Ширан беше во Белград, Софија, Загреб, Адел во Минхен и Чинан во Виена. Зошто вакви имиња, например, не можеме да ги донесеме? Колку би чинело да се појави на наша сцена Ед Ширан или Адел? Адел не може да се појави затоа што концептот и на Адел и на многу други сега за жал е да не доаѓа она кај тебе, него идеш ти кај неа. Сега уздужен респект ти не ги пратиш работите до тој степен, ама Адел не свири никаде во Европа, освен тие резидент концерти што беа во Минхен. Значи цела Европа иде неа да ја гледа во Минхен. Не оди она и во Барселона, и во дури ни во Лондон не свири, свири само во Минхен. Еве да речеме Дейвид Гилмор, гитаристов од Pink Floyd, на неговата европска турнеја свири само во Лондон и во Рим, и во Америка само во Лос Анџелес и во Њу Јорк. Кој сака да оди да го гледа, оди тамо да го гледа. Види, тука во врска со ова, со Ед Ширан, тоа е малце и социолошки по-друго, не можеме, и социолошки и економски е по-друго, не можеме ние тоа да го гледаме само од аспект на Ед Ширан. Еве, најпрост пример да дадам. Ако поднесе оставка кошаркашки тренер на репрезентација на Македонија, тоа нема да биде објавено на РТС како вест во спорт. А ако поднесе оставка Светислав Пешич од Србија, тоа е главна спортска вест во сите вести во Македонија. И ова е нешто што трае уште од времето на Југославија. Во секоја македонска куќа се купувале Политика и Вечерни новости, а Вечер и Нова Македонија не се ни продавале ни во Србија, ни во Хрватска. Србија е неколку пати поголема од Македонија. На моја огромна жал и тага и бол, Црвена звезда игра во фудбал во Лига на шампиони, а ја како голем љубител на фудбал не знам кој е шампион на Македонија воопшто. И ако гледаме од таа гледна точка, јасно е зошто Ед Ширан свири во Србија, а не свири во Македонија. И ова што се прави во Македонија од наша страна е далеку над нивото на државата. Ама еве, да ти одгонетнам една тема која сигурно те интересира. Околу 3-4 милиона долари чини концерт, како концертот на Ед Ширан во Београд. И за разлика од Загреб, кај што се продадоа 70.000 карти, Ед Ширан во Београд имаше само 26.000 карти, од кои во Србија се продаени само 9.000 карти и околу 2 милиона евра изгубија промотерите што го правеа Ед Ширан во Београд. Тоа се игри кои што се доста повисоко од нивото на Македонија како држава. Јас се борам и се надевам дека ќе се изборам нешто од тој габарит во наредниве пар години да се случи во Скопје. Кој најтежок концерт ви беше за организирање? Лени Кравиц во Охрид оваа година. Ради тоа што Аца Пејовиќ и екипата што го правеа до 3 по полноќ не ни дозволија да влеземе во сала. Екипата од Лени Кравиц беше дојдена 2 дена пред тоа и наместо да се наместиме како луѓе, како што е ред 2-3 дена пред тоа, ние на бина која беше донесена од наша страна, затоа што бината не може да се постави толку кратко, ние ги угостивме сите овие турбо фолк концерти, а на крај нас не ни беше дозволено до 3 сат по полноќ да влеземе во вењуто со опремата од Лени Кравиц и навистина беше језиво тешко тоа да се направи, више никогаш нема да дозволам такво нешто. Какви се барањата на овие големи звезди што ги носите во бекстејчот, од виски, школки? Па ја секогаш го кажувам тоа. Се некој кој Грейс Джонс, да речеме,
има екстравагантни барања за да одговараат на незиниот екстравагантен имидж. Ама во принцип, горас тие барања сум го кажал тоа неколку пати, тие барања се реални затоа што не е едноставно да си 6 месеци вон дома ти. Тие се 6 месеци вон дома и тие се обидуваат и кога се тука и во бекстејдж и секаде да им биде како дома, да се чувствуваат како дома. Сега има тука и јаздици, да речеме, нас ни се дешавало да ни стават во рајдер 10 штеки Малборо дека треба сега ние да им обезбедиме. И го даваат Малборото после на тие што им ги возат камионите. И така натаму, и така натаму. Иначе, генерално гледано, исто така да ти кажам, само кетерингот на овој тип на концерти стадионски, само кетерингот, ја знам да речеме дека сега да ги правиш да Rolling Stones, дека $200,000 чини само кетерингот за нив и за целокупната екипа, пошто тука 200-250 луѓе работат. Но тоа не е едноставно, ова е стварно не, ова може да делува, знаеш, вака од страна гледано, не ја правиме универзална сега, ние не ни дошло нас до универзална, имаме ние поголеми проблеми у државава, не ни дошло нас сега до играње и до пеење, ама тоа играње и пеење некој го прави за бизнис, за пари, не е играње и пеење, така да не е no business like a show business, не е затоа што, леле, вие не знаете колку е интересно ова, него затоа што не знаете колку е тешко и не знаете што се случува зад кулисите позади. Кога сме кај бизнисот и парите, пред една деценија Македонија беше елдорадо за пејачите за нивните скриени приходи. Добро. Даночен рај. За кои пејачи и за кои? Генерално, ќе зборам. Колку пати во Македонија настапувал Здравко Чолич, да речем. Добро. Но прашањето ми е колку нашата концертна сцена е подложна на сивата економија? Тоа што го работам јас, па еве дури и Здравко Чолич, не може да е подложно на сива економија. И тука мислам дека уште после распадот на Југославија се наместија некои работи на свое место и некои луѓе што и на ниво на цела Југославија го работеа овој бизнис, мораа да престанат да го работат затоа што се смени системот на работа. Значи не може Здравко Чолич да е никаква цел на сива економија, а Грейс Джонс и Лени Кравиц уште помалку затоа што се што плаќаме на жиро сметка, жирално и се плаќаме однапред. Така да нема тоа што се случува по клубовите, по дискотеките низ Македонија со овие стотици имиња кои што настапуваат, навистина не знам на кој начин тие, ама горас ти, да речеме, за да сватиш колку е овој бизнис, Ерос Рамацоти свиреше во Македонија во септември 2019 година. Ние Ерос Рамацоти го објавивме во септември 2018, 12 месеци и 11 дена пред неговиот настап 2019 година. За воопшто да објавиш ти било кој светски артист дека настапува, ти мора пола од хонорарот кој што стои во договорот да го платиш на сметка пред воопшто да објавиш. А останатите 50% од парите исто ги плаќаш на жиро сметка минимум 30 дена пред концерт. Никој не ти доаѓа да свири ако не ги добие сите пари минимум 30 дена пред концерт. Верувам исто така, јас не сум работел со изведувачите од просторот на бивша Југославија со кои што ние работиме, ние исто ги плаќаме како странците договорно на жиро сметка, како фирма на фирма. Се е тоа фирма на фирма. На крај, колкава е заработката од последните концерти? Грейс Джонс и Лени Кравиц. Види, ми поставуваш едно прашање прв пат кое што никој никогаш не го поставил. Кога ја работиш оваа работа на ниво на кое ја работи Авалон, прво кога е Македонија во прашање, таа би била тотално невозможна без спонзори, затоа што сега ќе ти кажам една информација која влага во домен на смешки, ама е реално така. Цената на картата за Лени Кравиц во Охрид од 32,5 евра
беше на ниво на толку колку што беше пивото во Монте Карло 10 дена на концертот на Лени Кравиц во Монте Карло. Јас не можам да сметам на заработка од концерт по концерт, колку сум заработил од Грейс Джонс и од Лени Кравиц, него јас се трудам, ако направам 15 концерта оваа година, од тие 15, 8 да имаат приход, 5 да имаат минус. Зашто може да имаат и 8 минус, 5 да имаат приход. Ти никогаш не можеш да знаеш, кога влегуваш во еден концерт, колку карти ќе продаеш, затоа што таа некоја разлика од 10-20% твојот приход од концерт може да биде 10% од продаените карти. Никој не може да знае дали ќе се продаат 9000 карти или 7500 или 11300 или 10700, ама генерално гледано нема богати луѓе на Балканот од оваа работа, сериозно богати, единствено богатство е ако го прилагодиш стилот на живот кон тоа што го работиш. Значи да ти е задоволство, одиш, гледаш концерти, патуваш и така натаму и така натаму. Не е лошо, ама еве исто вака да ти кажам, за да јас со платите што ги имам на вработените, со придонесите, со останатите сметки што ги плаќам во текот на годината за работата, јас морам минимум 100.000 евра да имам во позитива за да бидам на нул. А не можеш да си сигурен дали ќе имаш 100.000 евра или... сега затоа тука ние работиме и надвор, работиме во Србија, работиме во Хрватска, имавме многу сериозен концерт како што беше Стинг во Сараево со преку 20.000 продаени карти, што е научна фантастика, да речеме, за овде и така натаму и така натаму. Иначе, што викаат србите, да е само до Македонија, не би се ја хлеба најел баш. Благодарам за гостувањето. Уште еднаш благодарам што воопшто како емисија која се бави претежно со социолошки и политички теми покажавте интерес за ова за што разговаравме денеска. Благодарам уште еднаш. Фала и на тебе. Бобан Милошовски, Авалон продукција. Протести, немири, дестабилизација на државата, реални предупредувања или власта прави обиди за дефокусирање на јавноста. Опозицијската ДУИ најавува битка против мајоризација. Наближуваат и првите 100 денови од формирањето на владата, предводена од Христијан Мицковски. Блерин Беџети, гостин во ово издание на Тренинг, кој всушност е координатор на пратеничката група од коалицијата Европски фронт. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Бевте дел од фракционерската група која заедно со Изет Меджити баравте реформи во партијата. Кој како ве предомисли да се вратите во старото јато на Али Ахмети? Која е цената поради со која одлучивте сепак да се вратите во Мала Речица, а не да му се придружите на Изет Меджити? Изет Меджити избега и нема како да му се придружиме, тој избега од нас. Ние имавме за внатрешните случувања, тоа е вистина, но кои се побудите, времето веќе покажува. Например, тој беше еден од гласноговорниците против казиното, но сега гледаме дека на некој начин он е дел од штитеникот на тој бизнис сектор во оваа држава, бидејќи секој ден кажува дека се затварат онлайн казинота, постојат тие, може да се користат од граѓаните и онлайн казиното и објектите што работат дали во Чаир кај што он бил градоначалник или во цела држава си функционираат. Кои се побудите, он времето ќе ги прикаже, веќе ги прикажува. Ние имавме внатрешни недоразбирања со тогашниве министри и никогаш не сме се изјасниле дека ние напуштаме Демократската унија за интеграција. ДУИ е легитимен представник на албанците
во државата. Тоа е теза која подолг период ја зборувате, всушност по завршувањето на изборите. Што е целта на организирање на протести, уривање на актуелната влада, порака председ до Мицковски или порака до коалициониот партнер на ВМРО ДПМН вреди? Вака, изборите се еден од најдемократскиот чин на изразување на волјата кој сака да биде секој народ, кого сака да го има на чело на институциите, да ги води институциите и добива со таа програма. Тука имаме една ситуација кај што тогашниот мандатар, актуелен премиер, не го почитуваше волјата на етничките албанци, албанците од Република Северна Македонија и се одлучи да постапи како во една приватна фирма кого сака он да избере, да биде дел од институциите. И тоа е реално, бидејќи нас, албанците, граѓаните не гласале, и нормално е една од формите на изразување на револт и реафирмација на нашите барања се средбите со граѓаните кои ќе ги имаме по граници, кои ќе бидат отворени и за граѓаните и за медиумите. И нормално, ако тие барат протести и други, се на размислување, бидејќи се опција, реално дека е се опција, нормално ќе има и протести. Тоа е демократски чин на изразување на револт. Што е крајната цел на протестите? Ние сме се изјасниле дека ако не се почитува непишаното правило, а сепак има правило, има Мајски договор, кој е во духот на рамковниот договор, бидејќи ова не е прв пат што се случува во државата, треба да се дефинира или во устав, или во вид на законско решение и да еднаш за секојаш да се тргне ова дилема, бидејќи со ваквиот потек сметаме дека некој се обидува, а нема да го постигне тоа, се обидува да го руши организирањето на албанците во политички партии. Често се повикувате на Мајскиот договор, всушност на Охридскиот договор. Но да ве подсетам 2016 кој го прекрши договорот, тогаш ВМРО ДПМН не победи, а СДСМ и вие ја формиравте владата. Да, така е финалниот чин, но како дојде до тоа? Ние тогаш принципиелно, согласно уставните начела, преговаравме со тогашниот мандатар. И коректно е, бидејќи никогаш не се изјасниле, само сакат еден наратив да дадат и зошто не дојде до формирање на владата. На овој пат, некој на мускули се обиде да каже дека не преговара, не го интересира како гласале албанците и така натаму, и дојде до ваква влада или вакви институции нелегитимни. Ако не чини вреди, за кој понашто можем да забележим, вие во фокусот на критиките, дали Мицковски би бил добар спаринг партнер на Илинденска број 2? Ние сме се изјасниле дека го почитуваме волјата на македонците кои гласале за ВМРО ДПМН. Тоа не го оспоруваме. Нити сме го оспориле во претходните мандати. Ние не сме го оспориле. Ние не сакаме да бидеме исти како некој друг што сака да оспорува. Бидејќи реално ние треба да збориме за сериозни теми во оваа држава и со сериозна посветеност сите да допринесеме и во внатрешен и во надворешен план Република Северна Македонија да се движи во најдобар и најбрз можен правец. Секој ден имаме скандали и неслучајно е дека албанците како втор народ по големина во оваа држава секој ден ја изразуваат својата незадоволност према одлуките кои се донесуваат во институциите и јас сум убеден дека таа незадоволство ќе расте секој ден и расте веќе и што е природно. Што очекувате? Албанците да се помират како одлучил кој ќе биде дел во институциите? Не. Демократијата си има ред, правила и
да има смисол политичкото действување и организирање. Дали албанците нема да се помират со оваа слика или дуи не може да се помират со фактот дека се опозиција? Да разјасниме едно нешто. Дуи кога добива легитимитет, а во континуитет го добива тој легитимитет, во овој случај како Европски фронт, нормално е ние да го артикулираме гласот на албанците. Нивните ставови, нивните размислувања, нивните определби и кога велите во овој контекст дуи или албанците, тогаш албанците, а ние како легитимен нивен представник ги артикулираме нивните гледишта, ставови за денешницата и иднината како сакаме да наживееме. Дали тоа оди во насока на оно што Мицковски предупредува дека можно е да дојде до дестабилизација на државата? Па дестабилизација во државата носат погрешните одлуки на ова мнозинство, парламентарно мнозинство, кој ги носи секој ден. Како е случајот со балансерот, со представувањето на албанците во институциите и ред други секојдневни одлуки кои се носат во институциите, кои за тенденција имат големо дефакторизирање на албанците во институциите. И за кого е добро тоа? За кој граѓанин македонец по етничка определба е добро тоа? Дали Дуи има контакти со ВМРО-ДПМН? Дали Али Ахмети се сретнал и кога последен пат со премиерот и лидер на партијата? Сега не му ја држам агендата на господинот Ахмети во секојдневните негови средби. Има јавни изјави дека се виделе со председателот на ВМРО-ДПМН и премиер на владата без етнички легитимитет, се виделе. Како може еден актуелен лидер на ВМРО-ДПМН кој испорачува прво интегративците во опозиција и второ детектира дуизација во масовниот криминал и ерозија на институциите? Ако некој размислува по принципот на максимата 40 пати и повеќе да се искаже една невистина за да стигне до вистината, Демократската унија за интеграција е спремна во една јавна, широка дебата, стручна дебата, да видиме како е направена приватизацијата. Колку посто албанците биле во институциите за да можат една таква криминализација да има во институциите од страна на Дуи, која апсолутно е невистина. Аргументите и фактите зборат дека некој друг водел институции. Сега, ако вие водите една институција, како може некој друг да врши незаконски действија? Во проценти, ако ги гледаме, во текот на годините, многу лесно тоа може да се извади и ќе се увериме дека сосема спротивното е. Чекате, господине Беџети, да не ја дефокусираме јавноста и да не ја релативизирате работата. Рече си 2 децении сте на власт. И што? Па и 3 децении се ВМРО и СДС. Ако ги поделите нив со години, тога што има ВМРО-изација на институциите и СДС-изација? Поведете, оспорете го. Ако македонците одлучиле ВМРО и СДС да бидат во институциите, што ви пречи Дуи да биде во институциите ако албанците одлучиле? Не сте вие стопанот, не постапувајте по таа логика. Дори премиерот не треба да постапува или никој друг, бидејќи гледате какви прашања поставувате. Демократијата со гласање. Па кој ве спречуваше во овие изминати 2 децении да го спроведете тој процес на прочистување меѓу криминогените структури и коруптивни? Јас се сеќавам во оваа студија гостуваше тогашниот вице-премиер Артан Грубиш. Се сеќавам месец декември беше рече ќе го почнеме процесот на ветинг. И за да се почне еден таков сериозен процес, треба да се има поддршка од сите партнери во тоа парламентарно мнозинство. Определбата на Дуи е јасна, очигледно е дека била сама во таа определба, но и од опозицијата е добро за да биде доверлив тој процес.
За жал, не сме имале партнери за ваков процес и се уште апелираме дека е неопходно да има еден сеопфатен ветинг во институциите кои се многу битни согласно и законскиве прописи, да има еден ветинг во државата и да тие канцерогени действија да се елиминират во својот максимален можност и државата да не пати од таков синдром, од таков болест. Се подигна голема врева и тензија на политичката сцена со законот за бранители. Може ли да се направи изедначување закон за бранители и закон за УЧК? Едните ја бранеа државата и територијата на државата, другите ја напаѓаа. И двете ја бранеле, и двете страни ја бранеле државата. Тоа се докажа во пракса. УЧК од што ја бранеше државата? За правата на албанците. Од тие институции, од таа држава кои им гиускратиле, ги угнетиле и нормално е, и тоа е еден вид на бранење на правата на граѓаните во сопствената држава. Примат не треба да се бориме да имаме нити албанците према помалите етнички заедници, ама нити македонците према албанците или другите. Тоа е докажано дека не функционира. И во поранешна Југославија, кај што сме биле порано, нашата држава бил дел од тој систем, од поранешна Југославија, но и во делот на самостојноста, од кога самостојно функционира нашата држава, се докажа дека без еден рационален пристап и да се наоѓаат себе си и македонците, и албанците, и турците, и сите заедници кои живеат во државата, бошњаците, ромите, влахите, сите, да не правам некој пропуст, да не спомнувам некој, сите треба да се најде начин да се наоѓаат себе си во државата, во институциите, да имаме еден инклузивен процес во сите нешта. Тоа е доброто во оваа држава, ако се наоѓаме сите вака. Не треба ништо да има моноетничко. Ја споменавте во текот на разговорот приватизацијата. Да. Дали Али Ахмети создава своја финансиска империја и верна олигархиска структура која треба да ги легализира провизиите и црните пари? Што ќе одговарам на ова прашање? Ова е во видот на повеќе од 40 пати една невистина, да почнат да веруваат во вистина. Нема прска. Али Ахмети цел живот е поборник на правата на албанците. Докажа дека е доста одговорен во институциите во овој сегмент кога е еден од најголемите поборници за албанците во албанското општество, не во штета на другите народи, не во штета на интегративниот процес, напротив, многу ангажиран, фокусиран во интегративниот процес, во подобрување на животниот стандард и така натаму. Добро, не ми одговоривте во однос на прашањето. Мислам дека гледачите и вие разбравте прашањето, бидејќи се извинувам, ама на такво прашање не вреди да. Има ли паралелни олигархиски структури во Македонија? Олигархиските структури се во колизија со некоја друга политичка партија во државата во моментов. Господин Беџети, на крајот од интервјуто, Дуи во владата вреди излага од Илинденска број 2. Може ли тоа да се случи? Под кои услови? И дали интегративците се подготвени да ги жртвуваат дел од своите кадри за кои ВМРО-ДПМН вели дека се коруптивни и треба Дуи да се исчисти од нив, да се ослободи? Кадрите во Дуи од мандат во мандат се различни. Значи немаме потреба никого да пожртвуваме или да протежираме. Тоа е едно. Второ, дали е можно, ние работиме за
Република Северна Македонија да има поголеми резултати во сите сегменти на општеството, и во надворешниот дел, и во внатрешниот дел. И ние сметаме дека треба да се реши ова дилема преку законско или уставни измени, да има смисол демократијата и кај албанците во државата. За албанците е голема навреда некој да одлучува кој ќе биде во институциите, бидејќи тие биле во изборна кампања, гласале и така натаму, и секогаш е докажано дека заедно со победниците во македонскиот блок да работиме заедно и во интегративниот процес, и за земјоделието, и за образованието, и за здравството, и за спортот, и за културата, и за сите нешта, и нормално да се во оваа држава да се наоѓаат во сите главни постулати, дури и во најмалите, ако може, овие различности да ни бидат предност и да си се почитуваат, не само формално во изјаснувањето, туку и во дела. Дуи никогаш не работи со двојни стандарди зад грб, секогаш јавно ги дава изјавите и јавно не со две аршини. Многу коректен и принципијален. Но факт е дека дадовте поддршка за законот за реорганизација на владата, поддршка на измените на законот за локална самоуправа. Дали е тоа сушност намигнување на ДУИ или умилкување кон Мицко? Ние за првиот закон што го спомнавте, разговаравме со представници од ВМРО ДПМН, ни објаснија тие како ги гледат овие измени. Тогаш ние се договоривме да има и адхок комисија за да се следи правичното застапување, кај што ќе го води наш кадар, таа комисија, и дојде до гласање на тој закон. Во делот на законот за локална самоуправа, кои предложени решенија се само за овој мандат, реално има логика, има одржливост и не ги гледа адхок нештата со инет. Ние имаме принципијален пристап. Значи, ќе имавме избори во нова година, лекот на новогодишните празници, а ќе почнеше кампањата уште на 6 месец. Само малтретирање на граѓаните, трошок на буџетските државни пари и нормално според изборниот законник одредени блокади кои се предвидени во изборен процес, не ќе може да се реализират некои проекти во дотичниве општини или во другите институции. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и на вас и на вашите гледачи. Блерин Беџети, пратеник и шеф на пратеничката група на Европскиот фронт во Македонскиот парламент. Следите тренинг, во продолжение ќе се осврнеме на темата поврзана со македонскиот образовен систем, но и за состојбата околу загадувањето во државата, која веројатно како и секоја година ни престојува со стартот на зимската сезона. Во Скопје, интеруниверзитетска конференција. Наскоро во Македонија дебата на Европската комисија за загаденоста на и новите еколошки стандарди на Брисел. Тоа е доволна провокација да разговарам токму со ректорот на Штипскиот универзитет. Заврши летото и следува период на еколошки трауми. Професорот Дејан Мираковски е национален експерт за изработка на катастар на загадувачи на воздухот. Добре дојдовте, ректоре. Добре ве најдов, благодарам на поканата и задоволство ми е да разговараме на овие интересни теми. Се соочуваат ли и вие лично како универзитет се соочувате со недостиг на студенти? Тоа е веројатно процес. Ние како универзитет, а и сите други универзитети не ги исполнуваат квотите кои што се достапни за запишување, посебно не на одредени факултети кои што за жал младите ги сметаат или ги гледаат како потешки, например техничките факултети или факултетите кои што
младите не може да ја видат перспективата за нивна валоризација работа во државата. Но од друга страна, универзитетите, лично нашиот универзитет генерално е стабилен во тие бројки и покрај тоа што не само што губиме млади луѓе спремни за студирање, ние генерациите на средношколци кои што доаѓаат секоја година помала, ние имаме и драстични демографски промени во државата, бидејќи се иселуваат цели семејства, така што бројот на студенти се намалува. За среќа, УГД е доста интегриран, компактен универзитет кој што некако се труди да понуди нови студиски програми, да понуди нови и интересни начини на комуникација со студентите и успеваме да го задржиме бројот исти. За нас е успех која сме стабилни во годините кои што изминуваат. Еве, оваа година сме повторно исти со бројката вкупно околу 1500-1600 студенти, што за нас е успех. Ректоре, како го објаснувате податокот до кој дојдов дека има рапиден интерес за купување на станови во Штип? Вие доаѓате од Штип, зголемен интерес на странци, пред се турци и грци, за студирање на Штипскиот универзитет. Што е тоа што е примамливо за странците? Јас сметам дека ние покрај сите проблеми високото образование во Македонија се уште посебно на државните универзитети е квалитетно високо образование кое што нуди солиден квалитет, солидни знаења и диплома. И доколку се реализира во целост, има возможува на студентите да се реализираат професионално. Голем дел од државите што ги спомнавте, посебно Турција, има проблем со достапност. Голем број деца на таа возраст, млади луѓе не може да пристапат до универзитетите поради големината на државата, ограничениот број на места и слично, така што нашата држава им е интересна, а верувам дека универзитетот Гоце Делчев е посебно интересен ради поставеноста, интегрираноста и одредени работи што ние ги нудиме, а ги нема другите универзитети, како што се целосно електронскиот индекс, кој што има возможува сите административни работи да ги решат електронски, без чекање и без некакви редови. Значи, од пријавување до плаќање на било какви трошкови, целиот процес се одвива електронски, до тоа дека ние како интегриран полесно се организираме кон потребите на студентите. Министерката за образование Весна Јаневска неодамна во Тренинг рече дека е неопходна нова политика за високото образование, откако претходно во секое село беа отворени универзитети. Дали всушност процесот односно високото образование го намали својот квалитет изминативе години со податокот што речиси во секој град или во секој село отворивме универзитети, а немаме и генерално толку студенти? Експанзијата на факултетите генерално, ја не би ја држал географски, не сум согласен. Најголем дел од универзитетите и најдобрите универзитети не се во главните градови. Ако ја погледнете и Европа, за Америка, да не зборам, тоа се целосно независни градови. Најголем дел. Суштината е преголемата експанзија во бројот на универзитети, преголемата експанзија на студиски програми кои што често се поклопуваат, го намали, дефинитивно го намали квалитетот. И сега кога имате преголема понуда, прво во високото образование не е стока која е целосно комерцијална, не може да биде целосно пазарна категорија, како што го гледаат одредени универзитети. Јас сум против тоа, мислам дека и поголем дел од колегите, посебно на државните универзитети, размислуваат слично. Ние не сме само, дипломата не може да биде исклучиво комерцијална категорија, таа треба да носи знаење, треба да носи некаков квалитет, нов квалитет и за самиот студент, и за општеството во кое што твори, дали кај нас или надвор од државата, небитно. Но зошто е девалвирано високото образование? Пак ќе кажам, една од главните причини е преголемиот број на универзитети. Најчесто не би сакал да го делам. Треба да се размислува на згаснување на дел од универзитетите? Па, универзитетите кои што не нудат
соодветно ниво, например, ние немаме процес на евалуација. Тој неколку пати беше иницииран, па застанат и така натаму, меѓутоа универзитетите кои што не ги исполнуваат критериумите апсолутно не треба да бидат универзитети. Второ, прородноста, например, ние имаме конкуренција од универзитети у кои што ако ние имаме прородност од 20-30%, покрај тоа што работиме, кај нив прородноста е 99%. Може да го замислите. Сега со државните мислам дека имаат прородност, на државните прородноста е околу 13% по бројките, по анализите, на приватните целосно бројките се над 90%. И тоа е различна категорија, на некој начин и нелојална конкуренција, но и таа нелојална конкуренција која постои треба да се елиминира од пазарот за да се постигне одреден квалитет на високото образование. Дали медицинскиот факултет во УГД е всушност прибежиште за скопските кадри, за можеби приватните клиники? Јас знам, например, дека на Штипскиот универзитет има докажани угледни професори од медицинскиот факултет кои излегува од медицинскиот факултет во Скопје, ја предаваат на вашиот универзитет. Јас тоа го гледам као квалитет. Да, точно е дека на медицинскиот факултет во Штип предаваат доста професори и се бирани доста професори кои претходно биле дел од медицинскиот факултет во Скопје. Меѓутоа се работи за извонредни стручњаци кои што еве и во приватното здравство се етаблирани како стручњаци. Целото тоа е еден посебен квалитет за нашите студенти. Значи тие учат од најдобрите, од тие што навистина имаш што да понудат. Тоа е, не го гледам као прибежиште универзитетот, односно медицинскиот факултет во Штип има некаде околу 300 професори. Да се работи за релативно голем универзитет, за дел од универзитетот кој што има многу професори, многу истакнати стручњаци. Тоа беше едноставно природен развој на нештата, не знам од кои причини. Следите тренинг со говорник во ова издание на емисијата професор доктор Дејан Мираковски, национален експерт за следење на аерозагадувањето. Професоре, следува есен, па доаѓа зимата и траумите од маглите со PM частичките, кога реши во цела Македонија не се дише. Како изгледа денес еколошката мапа? Па за жал верувам дека и оваа зима ќе биде иста као и претходните зими. Ние релативно споро ги менуваме навиките кои што не доведоа до овие екстремни нивоа на аерозагадување, иако за волја на вистината мора да признам дека последните 7 години имаме просечните концентрации во најголем дел од државата се намалуваат, во Скопје вклучително, но сепак сме над дозволените норми кои што ги пропишува Европската комисија, а па над нормите кои што се препорачени од Светската здравствена организација. Не само ние, тука и цела Европа има проблем и има релативно повисоки концентрации од тоа што го препорачува Светската здравствена организација како безбедно. Загадувањето како да стана традиција секоја зима кај нас, но има и еден парадокс или потврда на стравот од зимата. Вашиот мониторинг покажува дека надвор од зимските месеци загадувањето во Македонија не ја надминува просечната годишна стапка која не е висока, вклучувајќи и она во главниот град. Да, во текот на летните месеци ние имаме просечни концентрации кои што се прифатливи од сите аспекти. Зошто тогаш нагло се зголемува загаденоста? Има две причини. Едната причина се метеоролошките услови. Атмосферата во зима е по-стабилна и не дозволува дисперзија, посебно деновите кога имате магла, се намалува природното струење на воздухот и дисперзијата на загадувачите, а од втора е изворите кои што доминираат во нашата средина. За жал, ние се уште голем дел од домакинствата, ако не и најголем дел од домакинствата, користи нечисти горива во нечисти горилници, дрвата, без оглед што се традиционално природно гориво, се нечисто гориво од аспект на тоа што емитираат огромни количини. Кој е главниот загадувач? У најголем дел тие се различни. Меѓутоа, у најголем дел во текот на зимските месеци и позади епизодите на аерозагадување е горењето на дрва за затоплување,
ние имаме и неквалитетни дрва со висока влажност, имаме и неквалитетни системи за согорување на тие дрва, потоа доаѓа согорувањето на течни горива, но нечисти течни, како што е мазутот, во големите капацитети за јавни установи и слично за грејење или во индустријата за производство на топлина. Тоа се главните. Па се редат колку пожарите ја нарушуваат еколошката рамнотежа? Пожарите се опасни од аспект, бидејќи тоа сепак се појави кои што имаат одреден временски период, кои што траат до неколку дена, до не знам, максимално една недела. Во тој период треба да се внимава на квалитетот на воздухот, доколку имаат системи за мониторинг, односно информации, луѓето треба да ги следат, да ги почитуваат препораките на властите, например високите концентрации може и на цврсти честички, но и на гасови, пожарните гасови, како што е аглерот, моноксидот, може да имаат многу негативни ефекти врз луѓето и да се избегнува изложеноста на тие гасови не само пожелно, него мора да се слушаат препораките на властите во тој случај, да не се излегува без потреба додека има во близина пожар, да не се прават оние стандардни движења, вежби, трчање и така натаму, бидејќи тоа е уште повеќе ви зголемува изложеноста на тие штетни материи. Пожарите сепак како краткотрајни појави, иако во вкупната слика се релативно мали, ние во периодите, замислите во периодите на грејење, дека имаме стотици илјадници пожари мали во печките во кои што ги гориме и освен дрвата гориме и секаков друг материјал кој што може да согорува, понекогаш третиран со хемиски препарати, понекогаш пластика и друг вид отпад. Сето тоа е исто многу опасно, дури и поопасно од самите дрва, многу поопасно од дрвата и за луѓето кои што го согорува, користат тоа гориво и за нивната околина, односно за сите нас. Кога се сака, веројатно се може и се инвестира за да се постигнат еколошките стандарди. Класичен пример е Макстил, например, компанијата, која со вложување веќе не е главниот или есенцијален загадувач во македонската метропола. Може да се стави крај на и да се детектира точниот извор на оние кои најчесто или најмногу загадуваат. Може да се детектира, за тоа постојат, како да кажем, стандардизирани пристапи или методи во кои се врз основа на хемиските отпечатоци на тие честички може да се утврди учеството на поедините извори на дневно, односно месечно, односно годишно ниво. И тоа се патоказите, тоа е нешто кое што и кај нас се прави. Имаме научни капацитети за тоа и веќе е направено за градот Скопје, па во моментот работиме на финализирање на уште 5 града во државата на такви студии за пропорционирање на аерозагадувачите. Тоа е возможно и треба да се прави континуирано, не само за да ги, бидејќи од тука треба да тргнеме со решенијата. Професор, ако може да се лоцира кој е главниот виновник за аерозагадувањето, зошто тоа се толерира? Например, на кого се му се прогледува низ прсти? Мислите, од аспект на индустријата, вие спомнавте еден добар пример. Дали пред се индустријата, односно фирмите, компаниите, или тука станува збори за човечкиот фактор, неодговорноста? Ја мислам дека за жал поголем проблем е неодговорноста и таа е дисперзирана меѓу сите нас. Ние сите сакаме да живееме урбана средина, меѓутоа многу малку го почитуваме ако требало да бидеме приклучени на топлификација, да бидеме приклучени. Многу малку кога купуваме систем за грејење, се водиме од тоа дали емитира во воздухот или се работи за најефтиниот начин, па дополнително и кога купите, согласно енергетската сиромаштија е една од причините. Меѓутоа и кога се купи таков систем, на нас не го користиме или го користиме неправилно. Целата таа работа сепак е одговорноста. Факт е дека индустријата нема што да зборуваме за неа. Тие се должни по прописите да постапуваат така и да ги заштитат, да ги елиминираат емисиите. И за среќа постојат и технологии
кои што тоа го нудат и изложеноста, сепак ние, посебно урбаните средини, понекогаш голем дел од урбаните средини на западот во целост го регулираат и типот на систем за грејење. Например, Краков, еден од најзагадените градови, 2017 има целосна забрана на цврсти гориво и не може да користите дрва и јаглен ако сте жител на градот. Благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на поканата. Професор доктор Дејан Мираковски, ректор на Штипскиот универзитет. Додека Брисел соопшти дека Албанија се издвојува од Северна Македонија на патот кон Европската унија, во земјава представуваше унгарскиот премиер Виктор Орбан, чија земја преседава со Европската унија. За жал, Македонија ќе треба да чека нови, подобри денови, за конечно да се отворат поглавијата. А за тоа потребно е внесување на бугарите во Уставот. Довидување до идниот петок во исто време.